Околу 1000 власи од повеќе градови од Македонија во пресрет на Петровденските празници излегува на Пониква, продолжувајќи традицијата на заедничко дружење низ песни ора. На сцената поставена за оваа прилика продефилира неизбежните Грамостеањ, машка вокална група која пее традиционални влашки песни без музичка придружба, потоа хорот на пензионерите од Штип и неколкумина млади исполнители на народни и забавни мелодии. Пети пат доаѓам, а четврти пат сум со групата. Ова средба е добра средба и ова е традиција. Порано старите со стока се на планини испаѓа, па се собирале овака како ние што се собираме сега. И тоа е таа традиција, сега да се собираме, да направиме еден фестивал и да се соберат народот, да видат, да се дружат, да се познаат и да ги слушат стари изборни влашки песни. Пониква и другите врвови на Осоговските планини некогаш преку цело лето биле сврталиште на власите, кои овде го развивале сточарството, напасувајќи ги стадата овци на пребогатите пасишта. Само со коњи идевме ние. Коњи и кои беа мали на коњето ќе ги качате, ќе ги врзате напред и назад за сабора да не падне нешто. И чајат тука пешки некој желите, тука ќе се качи една, тука друга, таа ќе се еду пешки. Најмалце до 3-40 куќи имаше. Најголемиот собир во Источна Македонија властите сакаат да го воздигнат на ниво на фестивал на традиционални влашки песни со интернационален карактер, зашто бараат подршка и од Министерството за култура на Република Македонија. Годинава, средбата на властите на Пониква ја поддржа локалната самоуправа на општина Кочани и влезе во програмата Кочани